Размислуваш ли надвор од кутијата? Зошто и како? Само во ова видео. Не мора да бидеш новиот Тесла, но да развиеш идеја или да унапредиш туѓа може да биде сериозен плюс за твојата кариера. Може да стане твој стартап или пак причина за унапредување, но како доаѓаме до такви идеи? Ајде да видиме преку неколку вистински примери. Подготвен за пат, одиме во Колумбија. Почетокот на 90-тите, аеробик. Младиот Алберто минува инструкторка, касетата се расипува. Паника? Не. Става касета со румба и импровизира вежби, сите се воодушевени. Му се раѓа идеја, тренинг со латино музика. Се сели во Мајами, утвара студио. Една постара господја го поканува на вечера и го запознава со својот син од IT секторот. Почнува брейнстормингот. Бараат име. Бумба, думба, зумба. Така настанува зумба. Фокусот не е на студиото, туку на лиценцирање на инструктори и брендирање. Наскоро доаѓа инвестиција и денес постојат повеќе од 200.000 локации во 185 земји. Австриецот Дитрикс во едно тајландско село гледа локален пијалок наменет за селаните. Купува 49% од уделот, го носи дома, го менува името, дизајнот и го лансира преку екстремни спортови и лут маркетинг. Резултат? Red Bull денес е присутен во 178 земји и е синоним за енергија. Во Америка, браќата Макдоналд го измислиле концептот на брза храна. Трговски патник во своите 50 години, Рей случајно ги посетува и го гледа потенцијалот. Влегува во договор, воведува дотогаш невиден франшизен систем и го развива глобално. Денес повеќе од 40.000 ресторани во над 100 земји. Погледни го филмот The Founder. Брутално е добар. Во бар во Њујорк двајца пријатели запознаваат бразилки. Прашањето е што најмногу ви недостасува. Одговор – агуа де коко. Одат во Бразил, гледаат кокосова вода насекаде и почнуваат бизнис. Вита Коко е најголемиот бренд на кокосова вода, присутен во десетина држави. Касета со румба. Тајландски пијалок. Средба во бар, влегување во ресторан. Сите овие беа неиспланирани ситуации кои активираа имагинацијата и доведоа до бизнис империи. Што им е заедничко? Креативност, имагинација и размислување надвор од шаблонот. Како да го развиеш тој начин на размислување? Еве 5 совети. Патувај, но поинаку. Оди сам, спи во хостел. Пробај каучсерфинг. Оди на место каде што не го знаеш јазикот, нови култури, обичаи, нова храна, музика, каде што има поинакви градби, превозни средства, нов начин на студирање. Твоето искуство е твоето гориво за идеи. Прави нешто што никогаш не би го направил. Запиши се на курс по танц, курс по необичен јазик, цртај, работи со глина, биди свој мајстор, сади дрвја, кампувај, играј нов спорт, зготви тајландско јадење, свири инструмент. Мозокот се активира кога ќе излезеш од познатото обкружување, отвараш нови полиња во себе и ги испитуваш сопствените граници и предрасуди. Интересен факт, можеби никогаш немаше да постојат различни фонтови доколку Стив Џобс случајно немаше да се запише на предметот калиграфија и години подоцна да измисли различни фонтови за компјутерите. Гледај и читај надвор од твојот балон. Вклучи еден филм месечно од Индија, Африка или пак Скандинавија. Читај книга од перспектива на старец, жена од Кореја или пак момче од Нигерија. Културата го шири твојот мисловен хоризонт. Разговарај со поинакви луѓе, оди на камп, волонтирај, приклучи се на младинска организација, патувај и разговарај со постари луѓе, деца, странци кои инаку не би ги слушнал. Секоја нова личност е нова идеја во твојата глава. Води дневник на идеи, пишувај секој ден, без цензура. Запиши глупости, соништа, мисли, тоа е твојот креативен простор. Големите идеи не се раѓаат во конференцијска сала, туку во тетрадка полна со чудни цртки. Креативноста не е дар, таа е стил на живот.
Колку повеќе искуства, луѓе и ситуации внесеш во твојот мозок, толку подобро тој ќе ги врати како мокни идеи. Следи стари и други видеа, а сега оди направи нешто чудно. Ќе си бидеш благодарен.